Премиерот жали што неговото интервју за бугарски медиум во кое зборува за историјата предизвикало огромно незадоволство кај јавноста. Заев денеска во обид да го амортизира негативниот импакт од неговиот настап пораче дека на антифашизмот почива македонската државност, но и дека е неприфатливо одавањето етнички карактеристики на фашизмот, било тоа во бугарски или кој било друг контекст. Имам обврска кон македонските граѓани да поттикнам придвижување кон решение на прашањата што се отворија со Република Бугарија и што станаа пречка за одобрување на рамката за преговори со Европската Унија. И двата народи, и македонците и бугарите, треба да се соочиме со тие прашања од историјата и да развиеме и одржиме капацитет за разбирање и за простување. Европските народи се договорија да не заборават, но да си простат. Заради едината. Тоа е мојата најдобра намера и таа намера постојано ќе ја застапувам додека постои и најмала шанса за решение и за успех на нашиот процес за членство во Европската Унија со старт на преговорите. Нашата државност почива на делата на антифашизмот. Оваа порака на Заев со попрецизни и поблаги формулации во однос на вчерашната не ги задоволи опозиционерите кои сметаат дека премиерот задал удар на темелите на државноста. ВМРО ДПМН е повика на обединување и заштита на националните интереси. Тезата за постоење на администрација, а не окупатор, представува и газење кон жртвата на партизаните и антифашистичка основа врз која почива македонската држава. Ке се обратам и до сите искрени и честни социјалдемократи, кои знам дека не се согласуваат со овие изјави на Заев. Време за политичка борба има. Сега е време за борба за единство, со цел заштита на националните интереси на Македонија. Не стивнуваат ниту коментарите со осуда на социјалните мрежи за изјавите на премиерот од кои се оградија дел од членовите на мешовитата македонско-бугарска историска комисија. Денеска со став излезе и шефот на државата за кого Заев во интервјуто за бугарскиот медиум употреби формулација дека Пендаровски не е толку искусен политичар. Го погледнав интервјуто на премиерот и ги прочитав реакциите во македонската јавност и во дел од коментарите, за жал беше присутна дилемата дали државниот врв настапува единствено во однос на ова витално национално прашање. За решавање на спорови со стратешка тежина потребни се два предуслова: да постои политичка волја што понекогаш подразбира и политичка храброст да дојдете до консензус кој никогаш не ви го зголемува рейтингот, и второ да се држите до историските факти кои се меѓународно верификувани и до политичката реалност која е очигледна, вели во интервјуто Пендаровски. Поранешните председатели на државата Црвенковски и Иванов ги осудија изјавите на Заев. Црвенковски дури побара и седница на Централниот одбор на СДСМ, а до тогаш тој го замрзна своето членство во партијата која од 2017 е на власт во земјава. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.